Благодарам, председателке. Почитувана колешке, не знам зошто ви е необично и неприфатливо нашето инсистирање во членот 7 да се вметне зборот историја. Сега, вие ги предочивте вашите размислувања, јас ќе ви ги образложам нашите, па почитуваната македонска јавност нека цени чии намери се за доброто на образовниот процес и пред се за знаењето на нашите ученици. Неспорен е фактот дека планот за укинување или како што вие го нарекувате интегрирање на историјата како посебен предмет, македонската јавност сосема оправдано и сосема очекувано го свати како надворешен притисок од една соседна држава. Имајќи предвид дека Институтот за историја при Филозофскиот факултет едногласно се изјасни дека решително го отфрла интегрирањето на предметот историја со науки од сосем различен вид. Имајќи предвид дека речиси идентично се изјаснија и голем број професори од Институтот за национална историја. Имајќи предвид дека председателството на МАНУ побара систематско и посебно изучување на историјата. Филозофскиот факултет во Скопје, како и Сенатот на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, заклучија дека предметот историја треба да остане како самостоен предмет. Па дури и двајца академици од МАНУ, кои даваат генерално позитивна оценка за вашиот концепт, истакнаа дека историјата треба да биде задолжителен предмет и како таков треба да си остане како посебна наука. Јас искрено и од срце ве замолувам да го поддржите овој наш предлог закон за изменување и дополнување на Законот за основно образование, затоа што изучувањето на историјата придонесува кон оформување на историската свест кај учениците во основното образование и кај сите граѓани во целина и ги мотивира истите да развијат чувство на одговорност кон историското наследство и заедничките добра. Од оваа причина, училиштето треба да го истражува, обогатува, продлабочува и консолидира знаењето за историјата. Уште повеќе, затоа што и самите сте сведоци дека по одржаната јавна расправа на 5 февруари 2021 година во Собранието на тема Нацрт концепција за основно образование, ставот на поголем дел од учесниците во јавната расправа беше идентичен, односно историјата да се изучува како посебен предмет. Понатаму, имајте го предвид и фактот што од 27 земји членки на Европската Унија, дури во 20 земји во основното образование се изучува предметот историја како самостоен предмет, а не содржини кои традиционално и припаѓаат на историјата во рамките на друг предмет, како што се предвидува со концепцијата подготвена од Министерството за образование. Дајте сите заедно да спречиме уште еден нов македонски национален срам кој би значил погибие на македонската историја, македонската култура и мешање во македонските учебници по историја. Тука е нашето богатство. Тоа е нашата собственост и никој нема апсолутно никакво право сам да одлучува за вака круцијални прашања кои се однесуваат на Република Македонија. За жал на сите македонци, почитуваната министерка до толку го унакази и уназади образованието и учениците кои цела година ги третира како еден вид експериментални глувци, што сега веќе сите сме апсолутно согласни дека ни се потребни сет закони за да ги надминеме негативните страни во основното образование. Сите ќе се согласите со мене дека историјата не е предмет со кој се изучуваат само војни. Историјата е предмет преку кој се јакне лојалноста кон државата, се јакне националното чувство, затоа што децата учат како се создала и зошто се создала нивната држава. Си ја спознаваат својата татковина, изучуваат големи личности со кои и самите се идентификуваат и така натаму, така да новата концепција, верувајте, не се одветствува со потребите на основното образование. Зошто?
Велите, растело чувството на еднаквост и рамноправност кај учениците од ранливите групи. Колку од нив добија лаптопи? Велите, се зголемувале постигнувањата на учениците со посебни образовни потреби. Како? Имаме ли пристапни скали? Имаме ли учебници за слепи лица? Имаме ли толкувачи на знаковен јазик? Како? Учениците градат национален идентитет кој произлегува од припадноста на заедничката држава. Која држава? Вашата држава нашите деца не ја познаваат. И не ни сакаат да ја запознаат затоа што си ја сакаат државата на нивните родители, а тоа е Македонија. Проблемите без транспарентен процес и отворен диалог и ангажираност на сите општествени чинители. Учениците, родителите, наставниците, стручните соработници, универзитетите, МАНУ, граѓанскиот и бизнис секторот, политичките субјекти и така натаму. Еве да завршувањето на образованието да се вклучат на пазарот на труд. Јас такво нешто немам слушнато, а верувајте е најважно во моментов. Дали нацрт текстот на новата концепција беше доставен на овие чинители? Не беше. И тоа отвара бројни сомнежи во процесот кој што вие го нарекувате реформа. Сериозна задача, како што е реформата во образованието, бара сериозен пристап, ама видовме ние и целата македонска јавност до каде оди вашата сериозност. Не можете и не смеете преку ноќ да правите коренити промени, туку мора континуирано да се вметнуваат, да се внесуваат промените и на тој начин. Вака сите не доведувате до конфузија, а најмногу учениците и родителите. Концепцијава што ја нудите има и спорни, а и целосно неприфатливи предлози, како што е примерот тројца професори за еден наставен предмет, целосна дигитализација на учебниците и така натаму. Дури и најнаивните, кои би поверувале дека повлекувањето на учебниците е со искрена намера за нивно подобрување, увидуваат дека постапката е политички диригирана за потребите на владеачката гарнитура, каде што зад невладините организации се зацкриени зад терминот здруженија. Прашањето на образованието на учениците, а со тоа и нивната иднина, никогаш не смее да биде прашање на политика. Понатаму, на расправата преовлада мислењата дека предложената концепција за основно образование е избрзана, несериозна, неаналитична, нереална, односно неспроведлива. Иако сите се согласија дека реформа во образованието е потребна, оваа вака конципирана реформа не ја одобрија. Во нивните излагања беа потенцирани бројни недостатоци, недоследности и системски пропусти, што јасно укажува на фактот дека предложената концепција ни одблизу не ги третира и не ги решава вистинските проблеми во основното образование и не ги обезбедува, како што кажавте, стандардите потребни за квалитетно образование во Македонија. Апелите на повеќето универзитетски професори беа предложената концепција да се повлече и да се креира нова на соодветен и транспарентен начин со учество на сите релевантни институции од образовниот систем во Македонија, а не само представници од невладиниот сектор и избрани политички подобни поединци. Се инсистираше на зачувување на посебните предмети, посебно на предметот историја, зашто беа понудени факти и компаративни анализи подкрепени со образложенија. И во новата варијанта на концепцијата, историјата останува интегриран предмет со граѓанско општество, што според мислењата на експертите е недозволиво. Поради сето ова, апелираме министерката да ги слушне
И уште еднаш добро да ги разгледа мислењата на експертите, да ја повлече концепцијата и да пристапи кон креирање на нова, според посочените аргументи на говорниците, затоа што неуспехот на оваа реформа ќе опфати околу 170.000 наши деца. Прашањето на нивното образование, а со тоа и нивната иднина, повторно ќе повторам, никогаш не смее да биде прашање на политика. Реформата на образованието е сериозна задача и бара сериозен пристап. При тоа, реформата во образованието не треба самата по себе да биде цел. Цел не треба да биде дури ни конкурентноста и афирмацијата на образованието од страна на меѓународното општество. Реформата на образованието има свој систем, логика и цели, поради што е потребен кохерентен јавен дискурс, ослободен од секаков притисок, особено политички. И во едни такви услови, таквата реформа може да биде корисна и да не предизвика несакани последици за општеството. А понудениот концепт воопшто не е таков. Најдобронамерно упатувам повик до Министерството и Министерката да се откажат од намерите да го спроведат овој сериозно дефектен, верувајте, концепт, кој доколку се реализира, ќе предизвика неповратни штети не само врз најмладите, туку и врз севкупното општество. Повторувам и ќе повторувам за да резимирам за јавноста. Во новата концепција за реформа на основното образование предложена од Министерката, посебен предмет историја нема. Историјата е избришана како предмет и интегрирана во предметот општествени науки. Тоа се случува токму во момент кога ни се оспорува и историјата, и јазикот, и идентитетот. Дури и да поверуваме дека ова е случајно, по толкуте бурни и обсежни реакции од бројни засегнати релевантни страни, како што се Институтот за историја, Филозофскиот факултет, Друштвото на историчари, МАНУ и други, јасно е дека историјата како засебен предмет треба да се врати во концепцијата или концепцијата треба да се повлече, а во најмала рака детално да се преработи. Ако тоа не се случи, значи дека Министерката, а и целата влада, заедно со вас, почитувани колеги, не ги почитуваат ниту релевантните институции, ниту мислењето на сопствениот народ. Историјата е наука која учи за луѓето и општествата, за настаните и причините за тие настани. Учи за промените и причините заради кои едно општество е такво какво што е во сегашноста. Учи патриотизам и почит кон сопствената татковина и гради лојалност кон сопствената држава. Оваа влада, за жал, на најнетранспарентен начин, тајно, без чувство за потребите на државата и сопствениот народ, и го брише името на историјата од наставните планови и програми. Срамота и огромна штета. Образовниот процес предпоставува перманентно одржување и унапредување на системот согласно најновите научни, техничко-технолошки и општествени достигнувања. Меѓутоа, за сериозни темелни реформи потребна е претходна сериозна подготовка и консултација со сите засегнати страни и доволно време за анализа, подготовка и имплементација. Колега, без дофрлање, ве молам, можете да ми реплицирате слободно. Ако веќе сте одлучиле да следите пример од европските земји, ќе го демантирате ли фактот дека образовниот систем на Англија е лош? Таму, почитувани, историјата е задолжителен предмет во секое основно училиште. Германија, образовниот систем на Германија е силно посветен на историјата. Која е вашата цел во образованието? Да исполнувате туги агенди, да ги отугите децата од корените, да заборават кои сме и кои се и кои треба да бидат? Вашата цел не е да ги натерате децата критички да размислуваат, туку како што сте тргнале ќе ги натерате воопшто да не размислуваат.
Бришењето на предмети од наставната програма или интегрирањето е крајно апсурдно и неприфатливо, посебно за предмет како што е историјата, со што свесно сакате да ни го одземете и минатото и иднината. И ние нема да го дозволиме тоа, ако треба и 100 дена ќе демантираме и нема да ви го дозволиме тоа. И тоа во време кога македонскиот јазик, македонската историја, колега Коцич, ве молам да ме сослушате, и македонскиот идентитет се оспоруваат токму заради вас и вашата оттуѓеност од македонизмот, македонските корени и се што значи Македонија. Токму затоа се надеваме и ве молиме да надвладее разумот, свеста за македонскиот идентитет и чувството за припадност кон Македонија. Уште еднаш апелирам и ве замолувам за јавна расправа на која сите заедно ќе постигнеме заеднички консензус за ова најкруцијално прашање, а тоа е зачувување на македонската историја. Ве уверувам, колеги, дека образованието е скапо, но незнаењето, посебно незнаењето на сопствените корени што ни го наметнувате, е многу, многу поскапо. И за крај, како заклучок ќе кажам дека парадоксално, но за жал во нашиот случај сосема точно, оваа власт почива на незнаење, необразование, некомпетенција и примитивизам од најнизок вид. И секое инсистирање на академската и секоја друга честитост за неа е непријателски акт. Еве и зошто. Власта која на својот народ му посакува добро и работи во негов интерес, инсистира на поквалитетно образование, а професорите се ценети и признати луѓе во општеството. Власта која сака да го покори народот и да владее со него, прави се за да го уништи образованието, а професорите да ги понижи и уцени. Заради тоа, битката за нормалност и битката против да не се довикуваме. Пропаста почнуваат токму од образованието. Тука е центарот на се и власта тоа го знае. Токму затоа вака огорчено ги одбегнувате паметните луѓе. Ви благодарам. Процедурално. Процедурално.